Триесетина средношколци од Јане Сандански интензивно се подготвуваат за новогодишно божикниот концерт годинава насловен како Рингишпил посветен на Ѓорѓе Балашевиќ. Ги вежбеа песните на овој кантавтор кои се полни со многу емоции и пораки и оставија траен белег на многу генерации. Едно подстување на големиот кантавтор Ѓорѓе Балашевиќ, кој знаме дека минатата година не напушти во едни други услови у кои што бевме сите обкружени и затоа сакаме да дадеме акцент на неговата убава музика, неговата убава поезија, а и учениците да ги однесеме во некое минато време, за да можеби ја разберат каква била љубовта, каков бил средношколскиот живот, каква била уметноста. Концертот се подготвува еден и пол месец. Концертот ќе биде на 27 декември пред Нова година поради овие кризи што е со загревање. Обично нашиот концерт е секогаш на 4-5 јануари, ама сега бидејќи во училиштето нема да има грејење после Нова година и затоа одлучивме да го направиме овој концерт за пред Нова година. Ќе биде во Дом на Арама, на мала сцена, како што тоа го правеше и Балашевиќ. И сакаме малку така еден интимен амбиент да создадеме. Ќе има два концерта од 18 и од 20 часот. За прв пат како изведуваш на сцената ќе се појави и Никола Назов, кој ќе се потруди автентично да го пренесе машкиот вокал на Балашевиќ. Вели дека не било лесно да се пренесе емоцијата од овој пејач. Почнав претходната година, кога имаше пак оркестар и сега сум втора година во учесник на ваков еден концерт. Да. Слушам, до минатата година си бил во оној како музичар. Сум на даере, така. Да. И сега која е полесна улога, да пееш или? Полесно, не знам, секоја работа си има своја тежина и на се треба да бидеме посветени максимално ако сакаме да постигнеме това. Па тешко е. Ние го немаме слушано, Балашевиќ немаме живеено во неговото време и малку не тешко и да ги разбереме песните што сака он да покаже, да порача, да. Но се смогиш? Па да. Новогодишно божикниот концерт на Јане Сандански од Струмица ќе биде на 27 декември во салата при домот на Арама. Планирани се два концерти со почеток во 18 и во 20 часот, зашто билетите се пуштени во продажба. Svato istituto, non ha spacciati sfigati, a ti